За сега нема потреба од ограничување на точењето нафта во пограничните региони и забрана за извоз на керозин. Премиерот Мицкоски вели дека Македонија е енергетски стабилна, горивата се најевтини во регионот, а резервите се доволни. Потрошувачката била зголемена за 30%, но дотурот на нафтени деривати е континуиран преку цевководот што го поврзува Солунското пристаниште со Окта. Во овој момент не гледаме опасност, а исто така со керозинот кој што го извезуваме, неколку аеродроми во регионот добиваат керозин, таков е Приштинскиот аеродром и некои други, сега да не ги споменувам. Така што во овој момент факт број 1 е дека граѓаните кај нас користат најевтини горива во регионот и факт број 2 имаме доволно количини и сега за сега не гледаме никаков предизвик кој што е поврзан со недостаток. Доколку се случи таков предизвик, тогаш навремено ќе се препакуваме и ќе спремеме нова стратегија. Владата ја анализира и ситуацијата со цените во малопродажбата. Мицкоски вели дека профитните маржи на трговците биле околу 15%, а некако што тие тврдат од 10%. Секојдневно се следат цените, особено на зеленчукот, каде што има чести промени. Една од мерките која владата размислува да ја активира е намалувањето на повластената стапка на ДДВ од 5 на 0%. Анализата опфаќа следење на моменталните цени на тие производи, како што се доматите, краставиците и така натаму, кои што па за една недела дупло ја намалија својата цена, двојна ја намалија. Така што многу внимателно ги следиме тие производи и во зависност од тоа како ќе се движат, така и ќе реагираме. Ние имаме на располагање можност ДДВ од 5% да го направиме на 0. Премиерот е задоволен од економските показатели. Прометот во индустријата кој забележа раст од 1,6% во февруари споредено со истиот месец лани, за него е солиден имајќи ја предвид глобалната и европската економска состојба. Тој потенцираше дека и покрај предизвиците, Македонија има раст на бруто домашниот производ од 3,5% во последните 6 квартали, што е над просекот на Европската унија од под 1%.